Уважаеми слушатели на Спортското радио, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на овие специјализирани разговори со оглед на тоа што не фати еден период на лето во кое што шампионатите завршуваат, доаѓаат оние главно репрезентативни возбудувања, што фудбалски, што одбојкарски во овој период. Јуни некако за нас е одбојкарски со оглед на тоа што беше завршницата на Европската златна и Европската сребрена лига, а и еден дел од патоказот кон Европското првенство во одбојка, чии што домаќин е Македонија и Скопје на крајот на август и почетокот на септември. Веднаш по завршувањето на Европската златна лига и дебитантското учество на Македонија во ова врвно европско надпреварување, гостин мој во студиото на Спортското радио и за сите наши пријатели и следбеници на Facebook и на YouTube каналот на Спортското радио Јошко Миленковски. Јошко, добар ден и добре дојде во студиото на Спортското радио. Добар ден, најнапред поздрав до вашите слушатели, до слушателите на Спортското радио. Убаво е да се биде тука после подолго време, еве поразговараме на нашите одбојкарски теми. И добро рековте, јуни беше месец на одбојката, а ќе биде и август и голем дел од септември се надевам, затоа што ова е период кога се подготвуваме за најголемиот настан во нашата одбојкарска, да речем, историја, можда барем тоа е мислењето на ние кои сме моментално вклучени во овој проект. Така да верувам дека сите повеќето го делат ова мислење и дека ова надпреварување и овој настан ќе биде, ќе го обележиме навистина со големи, со златни букви во нашата одбојкарска историја. Да, еднаш е моментот да бидеш не само учесник на Европско првенство, ова е уште поголема задача, бидејќи Македонија е организатор на една од оние 4 групи или влегува во улога на коорганизатор на целото ова Европско првенство. За него ќе оставиме простор малку подоцна да зборуваме. Сега на што сакам да го направиме една анализа на учеството на Македонија во Европската златна лига и ова е за нас дебютантско учество по сите оние изданија во Сребрената лига и тие првични изданија во таа една единствена Европска лига. Златната лига собир на делот најдоброто од Европа што не учествува во врвната Лига на нации или поранешна светска лига. Собрано во 3 групи, кај нас за среќа или несреќа 3 екстра квалитетни репрезентации од калиберот на Хрватска, Белгија до Украина, за која сите велат дека е супер фаворит дури за освојување на златниот медал во оваа златна лига, што автоматски ќе овозможи и пласман во идното издание на светската лига. Македонија завршува со 2 победи, 4 порази, 2 домашни триумфа, 1 пораз од главниот фаворит Украина, репрезентација која практично не загуби сет од ниту еден од противниците во нашата група. Ти си повратник по 15 години овде во македонската одбојка, на македонската домашна одбојкарска сцена, конкретно кај репрезентацијата. Како ти изгледаш еве ова прво искуство, овие први 6 повратнички надпревари на клупата на Македонија? Па најнапред пријатно е да се биде тука, окружен со нашите луѓе, со македонската репрезентација, со македонските репрезентативци. И да речем, целиот овој период од месец и пол од самите подготовки кои започна на 5 мај, а завршија вчера со последниот надпревар, наистина беше еден период на уживање кој го искористивме сите да нешто сигурно подобриме, да направиме еден прогрес, не само на играчки план, него и во атмосферата, во односите, во релациите меѓу играчите, меѓу нас како стручен штаб, меѓу федерацијата. Мислам дека беше едно убаво искуство. Рековте дека Македонија долго време се надпреваруваше во Сребрена лига сите овие години, беше и учесник на неколку Final Four. Можевме и оваа година секако да учествуваме во таа Сребрена лига и истакнав си порано дека ќе бевме и главни фаворити за освојување на самото злато, затоа што во оваа година во Сребрената лига играат репрезентации од рейтингот на, односно репрезентации како Фарски острови, Грузија, Кипар, Унгарија, Австрија и така натаму, значи ќе бевме едни од главните фаворити, меѓутоа мислам дека беше добра одлуката да Македонија за прв пат настапи во Европската златна лига, каде што играат најдобрите европски репрезентации, на број не многу, затоа што се само 12, рековте, поделени во 3 групи, а неколку врвни европски репрезентации најдобри, како Италија, како Србија и другите, Полска и така натаму, играат во ВНЛ, односно во Лигата на нации, која е во моментов недостижна за овие репрезентации кои се во Златната Европска лига. Меѓутоа, Златната Европска лига исто има еден голем рейтинг и е навистина привилегија да се настапува во неа, затоа што реков мал број репрезентации имаат право да учествуваат, само 12 во овој случај, така да беше
за нас еден голем предизвик да се биде учесник во едно вакво елитно преварување. Групата беше јака, меѓутоа и другите групи не заостанува по квалитет. Ако го земе фактот дека од 12 репрезентации 6 или 7 репрезентации завршија со истиот учинок, 2 победи и 4 порази, како што и нашиот, и со освоени 6 бодови. Значи, ние сме, да речем, во оние учесници кои сигурно не потврлија, туку го оправдаа учеството во Златната лига, што за воиднина ќе представува исто така еден мотив да се оди понатаму, да се постигнуваат подобри резултати и да се биде стален учесник во оваа лига, затоа што не може секој да игра во таа лига ако по квалитет не заслужува. А ние мислам со нашите игри и со резултатите кои ги постигнавме, со поените кои ги освоивме, го заслуживме тој квалитет и заслужено обстануваме и следната година се надпреваруваме. Нормално, ако има желба од самата федерација да ја пријави репрезентацијата да настапува во Златната Европска лига. Приоритет беше ова Европска лига да не биде подготовка за Европско првенство, меѓутоа да видиме и во моментот кои се нашите сили, каков ни е квалитетот, дали можеме да парираме со репрезентации кои се учесници во оваа лига, а од сите овие кои учествуваа во Европската лига, знаете дека и сите се учесници на престојното Европско првенство, што значи ова беше едно Европско првенство, да речем половина од Европското или една група од Европското првенство. Значи сите репрезентации по квалитет подеднакви според резултатите кои ги постигнува оваа година во Златната Европска лига, и мислам дека сите репрезентации го искористија самото учество во оваа лига за подготовка за Европското првенство, впрочем како што беше идејата на нашата репрезентација. Се врати, реков, после 15 години повторно во македонската одбојка, по толку многу години поминати низ различни сегменти на одбојкарскиот спорт, од европски екипи кои што нешто значат не само за балканските простори, туку и многу пошироко, преку едно искуство кое го имаше малку на Блискиот Исток, па повторно овде на Балканот до Грција, каде што си во последнава сезона и каде што, односно во последните 2 сезони, а последнава имаше еден навистина спектакуларен резултат за тамошни рамки со екипата на ПАОК, освојувајќи го тој национален куп на Грција. Што дочека овде во Македонија, има ли нешто што те изненади, со оглед на тоа што наследуваш една генерација на одбојкари, најголем дел од нив кои беа учесници веќе на 2 европски првенства. Има ли нешто што те изненади или практично го виде она што можеш и да го предпоставиш пред нафаќањето со идејата да бидеш повторно селектор? Па ништо не можеше да ме изненади, ништо не ме изненади. Затоа што ги познавам сите играчи многу добро, ги познавам релациите и во самата федерација, луѓето кои работат, кои се вклучени во организација на целата оваа наша репрезентација и во самата организација на престојното Европско првенство. Со голем дел од овие играчи имам соработувано и дури во странските клубови, нивната интернационална кариера била поврзана со мојата. Сме постигнувале резултати завидни во нашите клубови европски, каде што сме се надпреварувале. Јас да не речем, имам и 4 Final Four во ЦЕФ купот со 4 различни екипи, и тоа со Будванска ривиера, со Мили Пјанго, со Работнички. Првиот се разбира и на крај со Зират Банк, кога игравме едно спектакуларно финале во купот на ЦЕФ против екипата на Белогорија од Белгород, во кој имаше 4 олимписки шампиони кои освојува олимписки медали со Русија. Исто така, како предводник на турската одбојкарска репрезентација, има учество и на Европско првенство и на Светска лига, кој сега мислам ќе го заокружам со учеството со нашата репрезентација, и мислам тоа ќе биде на круна на мојата кариера, меѓутоа круна на кариерите на голем дел од нашите играчи, затоа што ќе биде трето учество на едно европско, што е навистина во кариерата на секој играч нешто значајно и нешто големо. Значи, наидов на оно што го очекував и оно што го знаев. Имаме една добра, позитивна атмосфера, имаме капацитет да направиме нешто на тоа Европско првенство. Јас не викам дека можеме да бидеме во самиот врв на тоа Европско првенство или во европскиот крем на одбојката, зашто се разбира нашиот ростер е ограничен, нашите играчи нормално квалитетот е до некој ниво лимитиран. Меѓутоа, верувам дека има репрезентации против кои можеме да постигнеме одреден резултат.
и да се пласираме во следниот круг, што е некоја наша примерна цел. Значи, се е подредено на тоа, така да очекувањата се такви, а изненадување не би требало да има и во крајниот резултат, затоа што сите сме подготвени да го дадеме својот максимум и да нешто направиме посебно и да израдуваме нашата спортска јавност со еден добар спортски резултат на самото Европско првенство. Убаво кажа, беше 2017-та селектор на Турција на Европското првенство. Овие наши момци го фатија ритмот веднаш после тивото 2019-та па се до оваа 2023-та, значи има некој континуитет на македонско присуство на Европското првенство, со тоа што сега и ти како селектор и одбојкарите кои што веќе имаат 2 циклуса на Европското првенство, имате представа што значи еден собир на најдобрите одбојкарски репрезентации, а згора на се домашен терен, Скопје, каде што се игра она една од оние 4 групи како предност. Позитива, веројатно, ќе биде домашниот терен, а јас се надевам дека еве ако за Европската златна лига не успеавме да ја наполниме Борис Трајковски, дека за Европското првенство не би требало да има проблем скопската и македонската публика да ја наполни салата за 5 надпревари низ кои Македонија може навистина да, како што каже и ти пред малку, да испише историја. Па пред се сите сме во најзрелите години, јас за своите тренерски, играчите во нивните играчки зрели години, спремни да го дадат својот максимум и оно што треба за да постигнеме на еден голем резултат. Европското првенство е голем настан кој треба да го искористиме сите за афирмација пред се на нашиот спорт, на нашата одбојка. Јас сум сигурен дека сите овие земји организатори ќе играат своите репрезентации, ќе играат пред полни трибини, затоа што секаде организаторите и во Италија, и во Бугарија, и во Израел ќе имаат полни сали, верувајте, што сум сигурен дека и кај нас нема да биде исклучок, затоа што ако биде присутна репрезентација како Полска, кој е светски олимписки шампион, и Холандија, и Чешка, а покрај нив репрезентациите на Данска, Црна Гора и пресе домаќин од Македонија, верувам дека тоа е еден голем предизвик за присуство во салата, да ги видат најдобрите светски играчи. Тука ќе биде присутен еден Леон, еден Курек, значи најдобрите светски играчи, па кога би имале таква прилика во Македонија да биде на едно место собрана европската и светската елита одбојкарска. Значи тоа би било еден голем настан, а поддршка ни треба, нас се разбира како домакини, да оствариме својата цел, затоа што ние играме за нашата публика, да ги задоволиме вкусовите на нашите гледачи, а од кои од друга страна треба да ни помогнат да го дадеме својот максимум и повеќе од максимумот, се разбира кога идваме пред полни трибини, кога мотивацијата е присутна, кога желбата е уште поголема за постигнување резултат, само тоа е правиот рецепт, значи полна сала и добра поддршка на нашите одбојкари, која верувам нема да изостане, затоа што ова ќе биде, да не речем, еден редок настан кој може би во блиска иднина нема шанси повторно да се повтори. Кажи ми, ако правиш на анализа, веројатно ќе правите и со твоите помошници, и со луѓето од статистичкиот тим со кој што работеше на оваа Европска златна лига, имате период сега од колку, 1,5 месец практично, додека да се затвори тој период на подготовки до Европското првенство. Гледајќи ги, анализирајќи ги онака на прва ден после завршувањето на Европската лига, каде може би потврлија одбојкарите во однос на твоите очекувања пред Европското првенство и каде главно ќе се фокусирате на работа, затоа што вчера разговарав и со дел од репрезентативците, не беа задоволни од своето издание, велат нешто недостасува во тимот. Па, искуството сигурно не е оно што недостасува, затоа што сите се во години кога во своји играчки зрели години и со долг стаж на надпреварување, посебно на вакви големи надпреварувања како Европско или Сребрена или Европска лига и така натаму. Значи тоа не е оно што недостасува. Може би континуитетот на вакви големи надпреварувања и вакви надпревари тешки, може би тоа е една од причините, може би тоа што поголем дел од нашите играчи
преку текот на годината немаат квалитетен тренажен процес. Знаете дека голем дел играат во нашата македонска лига, во клубовите во кои нема организиран прав тренажен процес каде што можат да го држат своето ниво на игра. Немаме голем дел интернационалци што би го зголемувале квалитетот. Ако се споредиме со другите репрезентации против кои игравме навистина против репрезентативци со богато интернационално искуство, затоа што во сите репрезентации поголемиот дел од играчите се интернационалци. Сакате да земете хрватската репрезентација, белгиската репрезентација, се тоа играчи кои играат во странски клубови, каде што преку целата година имаат квалитетни надпревари, квалитетен тренажен процес и оно е тоа што го подигнува нивото. Кај нас е тоа не мал туку еден голем проблем кој не знам во иднина како би се решил ако голем дел од играчите немаат екипи каде што можат да го стваруваат тој процес во кој би го држали нивото и би напредувале во играта. Значи тоа е една од главните причини и ова другото не можеме да најдеме замерка на тоа, на квалитетот како работевме, на желбата, на мотивацијата, се обидовме нешто да подигнеме, да направиме еден систем на игра кој во мојата тренерска филозофија функционира. До некаде успеавме, не сигурно до крај, затоа што ни време многу се нема на вакви кратки припреми репрезентативни, меѓутоа верувам дека за подготовките за европското првенство ќе бидат подолготрајни, а се разбира дека ќе имаме и поголем број на пријателски надпревари. Фактички ние можеби одреден проблем беше што не одигравме пред Европската лига, ние имаме пријателски контролен надпревар. Значи можеби тоа сигурно има и тоа одредено влијание. Па заради тоа следните подготовки кои ќе бидат за европското првенство ќе бидат по-сеопфатни, подолготрајни и со голем број на контролни надпревари кои треба да ни подигне таа форма на потребното ниво кога ќе биде најпотребно. Кога почнувате? Почнуваме на 15 јули, ќе имаме 7 недели до европското првенство, веќе од 4 август почнуваме со пријателските надпревари, прво со Романија, па со Израел, па потоа доаѓа Јапонија и на крај на турнирот на Чајка играме еден квалитетен турнир, тоа е непосредно пред европското првенство, каде што ќе бидат репрезентациите на Грција, Јапонија, Египет и Македонија. Значи тоа ќе биде навистина еден убав период и на добри тест надпревари, а сега европското првенство се разликува од европската лига по динамиката на надпревари. Таму многу почесто, некогаш практично секој втор ден има надпревар, а тие 5 надпревари ќе се одиграат практично во еден здив и ќе треба доста физичка подготовка да се издржи тој товар, иако тоа кажа и ти не ви е непознато и тебе како тренер и на играчите со оглед на учествата на европските првенства. Па така ќе бидат и организирани подготовките и контролните надпревари по принципот и по примерот на европското првенство, каде што ќе се играат скоро секој ден надпревари, така да и контролните надпревари ќе бидат во тоа темпо, за да се адаптираме доволно за да европското првенство го дочекаме подготвени. Јошко Миленковски останува во Грција. Паралелно со Европската лига стигна и информацијата за нов договор со екипата на ПАОК. Таму споменав јас пред малку во разговорот, минатата година имавте навистина еден извореден резултат, еден од најдобрите во клубската историја на ПАОК. Тоа го потврдија и секако реакциите на грчката јавност, особено на солунскиот дел од медиумскиот простор во Грција. Големо изненадување, освојување на националниот куп на Грција, згора на тоа и пласман во финалната серија со Олимпијакос, каде рака на срце имаше еден надпревар во кој што можеше работите многу да се сменати во таа финална серија, кога на домашен терен имавте предност од 2-0 во сетови, па го загубивте мечот со 2-3, можеби тоа беше и главната пресвртница. Задоволен си од престојот во Грција, од работата со ПАОК, следува нова сезона веројатно со нови амбиции таму, какви се плановите, како грците гледаат на целиот тој одбојкарски дел, не зборувам само за клубската, туку и за репрезентативната одбојка. Па можам да кажам дека одбојката во Грција се враќа на голема врата.
Во минатото грчките клубови беа меѓу најдобрите во Европа и не можеше се замисли Лига на шампиони без присуство на дури два грчки клуба во Европската лига на шампиони. Дали тоа биле Панатенаикос, Олимпијакос или Солунски Ираклис, секогаш две екипи грчки, затоа што кремото од европската и светската одбојка настапуваше во Грција, каде што имаше големи вложувања, клубови со висок рейтинг, големо реноме, со многу публика. За време на кризата сето тоа тргна во друг правец, меѓутоа од информациите што еве вака ги имам јас и од разговорите со сите овие присутни во одбојката, знаеме дека ова и претходното првенство и ова последното беа во последните 10 години најквалитетни. Значи, многу голем број на странци веќе се враќаат во Грција, секоја екипа има по 4 странци. Квалитетот е веќе на завидно ниво, многу висок и лигата е една од најдобрите во Европа во моментов. Инаку ПАОК е една од водечките грчки екипи, успеавме да направиме една екипа која ќе равноправно ќе се надпреварува со двете неприкосновени атински екипи Олимпијакос и Панатенаикос, кои се многу помоќни и финансиски во секој поглед, од секој аспект гледано, се многу подобри, меѓутоа во година успеавме да им ги расипеме сметките со тоа што го освоивме и грчкиот куп, а во финалето имавме голема прилика да го освоиме и шампионатот, меѓутоа игравме против една од најквалитетните екипи која прочен го освои и европскиот челендж куп, а тоа е екипата на Олимпијакос, составен од врвни европски звезди, да не ги набројуваме имињата на играчите кои настапуваат таму, и Џулијани како еден од најдобрите европски тренери. Па со самото тоа јасно беше дека желбата беше да се продолжи соработката со ПАОК. Се знаеше тоа уште многу поодамна, меѓутоа чекав да созрат условите пред се да видам како ќе течат преговорите со нашата федерација околу моето присуство тука како селектор на нашата репрезентација. И ете дојде до подпис со ПАОК, значи следната година ќе бидам исто тренер и со задоволство тоа е пренесено и во грчките медиуми, навивачите на ПАОК кои се едни од најдобрите во целата лига и најбројните, зашто ПАОК е големо спортско семејство, еден голем клуб во тие рамки. Прифатен сум одлично и дори на инсистирање на тие фактички на навивачите на ПАОК кои вршеа притисок на двете страни и према мене и према клубот, према раководството да се продолжи тој договор, и на обострано задоволство успеавме да се договориме, мислам не имаше никакви дилеми, меѓутоа така го завршивме и тие преговори. Следната сезона ќе бидам пак на клупата. Амбициите се секогаш големи, зашто ПАОК реков е голем клуб, меѓутоа ќе се надпреваруваме, како што знаете, против моќни противници. Желбите, амбициите се едно, можностите друго. Оваа година има доста промени во екипата. Пред се имаме 3 нови странски играчи, кои се репрезентативци на Белгија и на Холандија и на Канада, и еден од минатата сезона кој останува исто репрезентативец на Белгија, значи ќе имаме на конкурентна екипа со која верувам дека ќе постигнеме задоволителни резултати и повторно ќе бидеме во врвот на грчката одбојка. За крај само ќе те вратам уште еднаш на европското првенство. Многу математики околу тоа каде би можеле против кого да ја бараме нашата шанса, бидејќи нашата цел е пласман во следната фаза, во вториот круг, а затоа во групата во Скопје ќе ни бидат потребни најмалку 2 победи. Ако веќе ги сметаме Данска и Црна Гора како наша шанса за тоа место број 4 условно речено за пласман во осмина финалната фаза, има од оние 3 репрезентации кои преостануваат Полска, Чешка и Холандија, каде искрено Македонија со стилот на одбојката, квалитетот, па можеби и тие меѓусебни дуели кои што сме ги имале низ минатото, кој најмногу ни одговара. Знам дека Полска не е сигурно, но ако бидеме меѓу Чешка и Холандија, каде би можеле да нападнеме условно речено, да удриме што велиме одбојкарски, за да се обидеме да направиме уште поголемо изненадување. Па пред се пропозициите се такви да 4 први екипи продолжуваат во вториот круг, што е наша примерна цел.
Меѓутоа не малку лесно да се оствари тоа. Дури не репрезентациите на Данска и Црна Гора не се наивни, тоа се квалитетни репрезентации. Впрочем, Данска го покажа со победата над Македонија минатата или предминатата година во Струмица на финалето на Сребрената лига. И уште еднаш во минатите години исто така имаме пораз од Данска во Скопје во Сребрената лига. Со Црна Гора имаме пораз во полуфиналето исто така на Сребрената лига пред 7-8 или не знам колку години, кога исто го загубивме во златен сет од црногорската репрезентација, значи со репрезентации со кои немаме баш позитивни резултати, меѓутоа Европското првенство е друга приказна, присуството на голем број на гледачи кои би ни помогнало, самата мотивација на играчите, играта на домашен терен треба да ни представува одредена предност, барем против овие две репрезентации да бидеме фаворити и да извојуваме победа, што би ни значило пласман во следниот круг. Другото понатаму, третото коло, затоа што првите две кола играме со Данска и со Црна Гора, другото понатаму би било продолжување на таа една еуфорија која би завладеала, се разбира, хипотетички се зборуваме. Третиот натпревар против Полска, која е апсолутен фаворит, не само против нас, туку против сите против кои игра. Холандија има сега една добра и моќна репрезентација која се враќа на поранешните резултати кои ги постигнува во минатото, кои биле навистина светска велесила. И тука последното коло со Чешка, верувам и се надевам и сакам да представува еден празник за одбојката и да биде на некој начин простување од нашите гледачи со еден добар резултат и после тоа да одиме со кренати глави многу мотивирани во Италија, каде што нашата репрезентација, пак ќе речем хипотетички, би играла против првиот од таа група, кај што ќе бидат Италија и Србија. Па мислам дека нешто поголемо за нашата одбојка не би можело да се случи, пласман во втор круг и надпревар со Италија или со Србија во втор круг, односно во осмина финалето на Европското првенство. Малку лесно, меѓутоа не е и неизводливо. Затоа сме тука да подготвиме репрезентацијата и играчите да го постигнат тоа што е наша зацртана цел и сите да го дадеме својот максимум за остварување на таа цел. Миленковски, ти благодарам за гостувањето и за времето кое што одвои да ни бидеш гостин. Ти посакувам убав период сега на малку адаптација на семејни обврски и одмор, па здравје Боже по 15 јули кога официјално почнуваат подготовките за Европското првенство. Ќе се видиме повторно, ќе разговараме, ќе дебатираме, ќе анализираме се до стартот на Европскиот шампионат, да видиме кои се нашите цели, каква е состојбата и во репрезентацијата и секако полека да го најавуваме големиот настан за кој што навистина Македонија доби шанса да го има како домаќин овде оваа година. Искрено се надам ќе го искористиме, ако ништо повеќе, барем за полни сали и ете уште едно ниво плюс да ја кренеме македонската репрезентативна одбојка во ова трето учество на Европското првенство. Така ви благодарам уште еднаш, тоа ќе биде денови на одбојката и би сакал да ги искористиме најдобро што можеме за да се представиме во што подобро светло.